mi вети ти. Џони Ли Апелгрин и Дамјан Печиновски, обработка на една преубава македонска песна. Верувам одличен почеток за сите вас кои што се заедно со програмата на телевизија 24, како што и во најавата споменав на самиот почеток, ќе зборуваме за отворањето на една навистина изложба која што верувам дека ќе биде доста интересна за сите вас кои што имате слободно време, сакате македонската современа фотографија, да ја посетите. Отварањето е вечерва во галеријата на НЛБ Тутунска банка. Станува збор за изложбата Актуелен момент во македонската современа фотографија, која што, како што кажав, е дел од овогодинешните 56-ти денови на македонска фотографија. Токму на оваа тема разговараме со секретарот на Фотосојузот на Македонија, на огромна чест и задоволство за прв пат во нашето студио, но се надевам не и последен, господинот Кирил Штрков. Добро утро. Добро утро. Имаме навистина убав повод да бидете наш гостин во емисијата, да ја најавим изложбата која што вечерва ќе можат љубителите на македонската современа фотографија да ја погледнат. Не е за прв пат поставена, да кажеме, оваа изложба. Токму така. Оваа изложба, ова издание е четврто, но премиерно пред македонската публика. Практично оваа изложба е и концепт, не само изложба. Обично ние кога ќе кажеме изложба, тоа е завршување на еден циклус во фотографијата и мислам дека и во ликовната уметност. Оваа изложба е специфична по тоа што има почеток, но нема крај. Идејата е, и самиот наслов го кажува, тоа дека е тоа актуелен момент, што за една година ќе биде некој друг актуелен момент, нели? И ние се обидуваме оваа изложба да продолжи со своето живење и понатака. Со тоа што дел од авторите ќе бидат променети, дел од фотографиите што се во самата поставка ќе бидат сменети. Значи ние ќе го следиме тоа случување во македонската фотографска сцена и ќе ја надградуваме изложбата. Важно е да се напомене дека е во склоп на една долга традиција на Фотосојуз на Македонија, а тоа се деновите на македонска фотографија, нивното 56-то издание, кое се одржа во Тетово оваа година, друга една иницијатива имаше Фотосојуз на Македонија, да деновите шетаат низ градовите на Македонија, каде што има јаки фотоклубови или групи, така да следната година ќе биде изненадување каде ќе биде таа изложба. Да. Велите има голем број на фотоклубови низ територијата на Македонија, значи дека фотографијата е вкоренета во можеби македонскиот народ, има своја историја и своја долга традиција? Апсолутно. Благој Дрнков, сите сте слушнале, Живко Јаневски, така да тоа се автори кои на некој начин им даваме почит за традицијата што ја оставиле во нашата фотографија. Имаме многу клубови. Јас се надевам дека ќе има уште повеќе. Интересно е што во малите градови има повеќе клубови него во Скопје. Тоа е така една жална констатација, би рекол. Но имаме доста млади автори, имаме клубови кои се баш во последниве години многу активни со млади автори, така да не се грижиме за иднината на македонската фотографија. Да, и самата оваа традиција, 56 години да се организираат денови на македонската фотографија, говори за интересот и за да се издржи 56 години во континуитет, секоја година да има вакви денови кои што ќе ја проследат фотографијата. Токму така, јас нема да бидам досаден со условите во кои што работиме и со финансиите со кои што располагаме, но ентузијазмот е оној што го држи Фотосојуз на Македонија и се надевам дека и понатака ќе продолжиме да ја ентузијазмот е најважното нешто кое што треба да постои во секоја професија. Апсолутно се согласувам. Ние имаме и други некои идеи за кои што ќе требаат финансиски средства, финансиска помош и се надеваме дека ќе добиеме за следната година од Министерство за култура, но затоа потоа. Затоа потоа и се надеваме дека ќе продолжи ова убава традиција. Ете изложбата која што вечерва премиерно ќе може да биде видена од страна на македонската критична, ќе кажеме, публика кога станува збор за фотографијата. По четврти пат е поставена. Прв пат беше поставена на во Словенија. Да. Тоа е една почнавме од едно, да речам така, место кое има посебен значај, а тоа е град Његова,
во Словенија, во соработка со Фотосојузот на Словенија беше изложбата и е представена во еден прекрасен простор и тоа е еден од ретките постојани галерии на ФИАП, Светската фотографска организација. Така почна, значи изложбата наистина почна на едно високо ниво. Потоа продолживме со проекција во Лесковац на самитот на фотографи на бившите југословенски републики со проекција таму бевме и потоа и во Чачак. До година се надеваме во Бугарија, во нивната Академија за филм и фотографија Јанка Ќурчиева во Софија. Така да проектот, велам, нема свој крај, се надеваме само дека ќе прогредираме. Да. И веројатно дека имавте коментари од поставката на изложбата токму во овие 3 града. Какви беа реакциите во однос на можеби промените кои што ги доживува македонската современа фотографија? Ми се чини дека во соседните држави немаат некој голем увид за нашата фотографија и трендовите, за жал. Така да она што ја краси македонската фотографија е држањето до темелите, знаете, значи негување на една традиција која следи еден визуелен момент. Ние се надеваме тоа да го смениме и да го напредиме, бидејќи фотографијата се менува секојдневно, со нови техники, со нови технолошки помагала, така да реакциите, самото тоа што не поканија во тој еден од ретките салони на ФИАП е значење колку е добра самата изложба. Но јас би ги поканил, што викате, критичната маса да дојде вечерва да ја погледне изложбата и да имаат своје мислење, јас ќе оставам на нив. Да, секоја фотографија има своја приказна, секој актуелен момент кој што е доловен од страна на фотографот, веројатно е нешто процес кој што трае подолго, процес кој што не е така лесен и едноставен, момент кој што еднашка се случува и нема тука можност за повторување. Токму така. Прво е, многу често се префрла на фотографијата дека се случува во одреден момент, во краток, значи вие фотографирате и толку е целиот процес на фотографијата. Но вистината е дека фотографијата почнува од оној момент кога ќе купите фотоапаратот. Вие од тогаш почнувате да размислувате како да го употребите, кога да го употребите. Се градите како фотограф. И тој момент на притиснување на копчето е и одраз на вашите интереси и способности и, да речам, оние можности уметнички што ги имате. Така да, токму така, тоа е еден процес кој се завршува само во тој момент на притиснување на копчето. Колку автори се вклучени во оваа изложба која што вечерва ќе биде поставена премиерно кај нас? Токму така, ова е важен момент. Ние имавме амбиција да ги опфатиме и можности само оние автори кои се на некој начин имаме увид во нивната работа, а тоа се членови на Фотосојузот на Македонија или се во клубови кои се дел од Фотосојузот на Македонија. Тоа се 30 членови. Интересно е што е таа многу нехомогена група и затоа и квалитетот на оваа изложба толку голем, бидејќи сите имаат различни личности, различни персоналитети и тие доаѓаат до израз и ја отсликуваат таа разноликост на современата македонска фотографија. 30 автори се, значи, со 38 фотографии. Повторно велам, ова не е заокружен број, до година можеби ќе бидат повеќе, можеби ќе бидат помалку, но со поголем квалитет. Тоа е идејата. Да, интересно ќе биде за сите оние кои што ќе дојдат вечерва, но до кога ќе биде отворена изложбата и колку време ќе имаат можност да се организираат граѓаните да дојдат да ја посетат? Вечерва во 20 часот е отварањето на изложбата. Ќе трае до 8 септември. Јас колку што знам, работното време на галеријата на НЛБ банка е од 9 часот до 17 часот, да знаат, значи следните денови после 17 часот нема да може да ја видат, така да јас мислам дека најубавиот момент ќе биде вечер. Да, во секој случај централното градско подречје, веројатно дека сите тука поминуваат, може да свратат и да ја погледнат изложбата, да ги видат сите овие моменти кои што, како што кажавте вие, се разнолики, но сепак прават една недовршена целина. Токму така. Која што ќе продолжи и понатаму. И сега би сакала да прашам за Фотосојузот, колку имаат интерес младите фотографи да бидат дел од фотоклуб, од Фотосојузот и секако да работат во група, заеднички да споделуваат искуства или да бараат можеби знаење од повозрастните и поискусните фотографи? Некако постои еден тренд на
знаете, кога ќе го земат апаратот новите фотографии, дека се знаат. Знаете, но нормално е тоа. И јас не правам замерка на тоа. Јас им се обраќам на сите што сакаат да почнат да се бават со фотографија, да се зачленат во клуб. Клубовите имаат некаква организирана процесна работа и покрај искусните фотографи многу повеќе може да научат. Така да, Фотосојузот се бави само со синхронизација и усмерување на работата на клубовите. Моментално имаме неколку проекти околу едукација кои зависат, сепак ќе речем, од финансиски средства. Овие неколку години малку сме во некаква, како да речем, неможност да ги оствариме тие идеи, но затоа им препорачувам да бидат дел од фотоклубовите. Кои ќе бидат дел од фотоклубовите, они може да пристапат и до Фотосојуз на Македонија. Секако можат и како самостојни членови, но тоа им овозможува да учествуваат на изложбите кои се под покровителство на Фотосојуз на Македонија или се во организација на Фотосојуз на Македонија. Така да едукативниот дел го оставаме сега за сега на клубовите. Значи во текот на целата година има активности во Фотосојузот кои што се проследени од голем број на самостојни, како што кажавте, автори на клубови. Токму така. Клучниот наша изложба се деновите на македонска фотографија. Морам да нагласам оној традиционален дел што го спомнав пред малку. Нашите изложби се принт изложби. Нешто што е ретко во светот. Обично сега се оди на дигитални изложби. Нашиот став е дека фотографијата е готова кога е принтана. Тогаш е завршен процесот. Така да, она што е клучно што го работиме и околу кое се врти интересот на Фотосојуз на Македонија се деновите на македонска фотографија, која е за окружување на целогодишното работење на фотографиите. Нека го следат нашите активности и убаво е да учествуваат на таа изложба. Така секако вечерва сите да ја проследат да го проследат отварањето на изложбата, каде што ќе бидат можеби дел од авторите присутни. Да, ние ги поканивме и лично сите автори. Се надевам дека дел од нив се тука, бидејќи немавме можност да помериме вон овој период на годишни одмори. Се надевам дека голем дел и од авторите ќе бидат присутни, така да... Дали можеме да кажеме, дали има генерацијска, да знаете, рамка од колку години па до колку има фотографии во вашата? Еднаш ќе ви кажам, значи најстариот наш член е, речиси, да не го повредам, накај 80 години, а најмладиот е околу 17 години, така да ова ќе биде многу интересна изложба, баш ги канам вашите гледачи да дојдат и да ја погледнат. Важи ли на вистина дека фотографот никаде не оди без својот фотоапарат? Практично има само една мана, значи кај во наша ова хоби, јас би го рекол. Значи не можете да земете фотографија само кога го немате апаратот. Тогаш тоа е голем минус. Фотографијата останува тогаш во вашата меморија, која што не може да се развие. Токму така останува, но тој момент веќе нема да се врати. Да. Господине Штрков, јас ви благодарам што утрово најдовте време и дојдовте да ја најавиме оваа изложба, на која што се надевам ќе има голем број на посетители кои што ќе уживаат во сите овие моменти кои што се доловени од страна на фотографите, моменти кои што не се повторуваат, но остануваат забележени во рамки на НЛБ галеријата се до 8 септември за сите оние кои што ќе сакаат да ја посетат и да ја погледнат. Благодарам. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието во овој прв дел